Во пресрет на локалните избори, проектот Скопје 2014, кој ги чинеше граѓаните стотици милиони евра, повторно е предмет на дебата во јавноста. Во овие кратки нозе зборуваме за невистинитото тврдење од кандидатката за градоначалник на општина Центар, Наташа Котлар, која во гостување на телевизија Сител рече дека Скопје 2014 е изгласан од представниците на сегашната позиција. И да не заборавиме, тој проект па и не беше на претходната власт. Тој проект беше изгласан токму од представниците на сегашната позиција. Но Котлар заборава дека цела јавност е добро запознаена со тоа кој е автор на проектот Скопје 2014 и како беше реализиран овој проект. Оваа невистина детално и со аргументи ја разобличува Жарко Трајановски во анализа за Цивил медија. Одлуките за целиот проект се носеа на рати, главно во општина Центар и град Скопје, како и тогашното Министерство за култура. Изнесените тврдења се во целосна спротивност на многу изјави на тогашниот премиер Груевски, кој јавно кажуваше дека тој стои за целиот проект. Истакнува Трајановски, кој посочува дека за тоа постојат објави од тоа време кои се уште стојат на сајтот на владата. Едно е сигурно, Скопје 2014 е наследство со кое никој не сака да се фали, ниту пак се гордее, дури ни партијата која што го изгради и направи овој проект. Може би е тоа некаква сатисфакција за граѓаните, во отсуство на справување со грдото наследство на овој проект, кое што се уште го оптоварува јавниот простор и архитектурата на град Скопје.